за мистериозниот и исклучително интересниот свет на минералите, за мојкниот зрак на македонското срце, за македонскиот рубин. Во следниве минути еве ја приказната на Дејан Шкартов Деко за македонскиот рубин. Кристалите за мене се првата асоциација на поврзување со природата, бидејќи се создаваат во внатрешноста на земјината кора и оној што сака да биде во контакт со природата или да го надополни загубениот контакт со природата кога ќе излезе за време на викендот, обично за да го продолжи контакт со природата, дома си носи по некој камче што му се видело убаво на плажа кога бил или покрај некоја река или во планина, и тогаш тоа камче кое има кристална структура во својата содржина, секогаш ми е асоциација на тие убави моменти кои сум ги доживувал во таа средина, за разлика од агресивната бучава во градските центри, во високо урбанизираните средини. Втора работа која е многу битна за светот на кристалите е тоа што стојат на другата страна наспроти аморфниот свет. Материјата може да има аморфна структура, каде што частичките од кои се создадат предметите, телата или самата материја се хаотично, безредно распоредени и поврзани, и тоа има некаква асоциација символична на хаос или на безредие. Додека кај кристалите, првата асоциација или принципот кој го представуваат тие, што е многу важно за сите чекори понатаму, на сите нас што се занимаваме со нивното проучување, е токму кристалната структура, која значи дека при поврзувањето на атомите и на частичките во таа така наречена кристална решетка, значи дека тие кога реагираат и кога се поврзуваат на начин под строго определена геометриска законитост во просторот, односно на соодветен карактеристичен начин за секој кристал по трите оски во просторот. Значи, некако отприлика како лего коцките. Ако сакате да закачите, да поврзете две лего коцки, значи може само на овој начин. Ако едната ја свртите вака или на друг начин, таа нема да се вклопи. И вие кога ќе видите како се поврзуваат атомите и тие имаат некаква, тие веќе наговестуваат одредена геометрија, која кога се мултиплицира со тие кристални агрегати, односно патерните градежни, тогаш таа на крај се добива една форма која, например, кај кварцниот кристал или народски кажано горскиот кристал е една прекрасна шестострана кристална призма, кај нашиот македонски рубин и кај другите рубини и сафири, односно корундите е исто така една призма со 6 страни, кај пиритот и кај диамантот може да биде кубус со прави агли помеѓу сите страни, и тоа бил еден момент кој уште кај човекот од најстари времења почнувал да го привлекува неговото внимание. Значи, вие кога се движите во природата и тогаш гледате секакви камчиња и тие се најчесто со, како камчињата кои сите ги среќаваме, со неправилна форма, помалку или повеќе заоблени, но тие, иако се кристални агрегати, најчесто се фрагменти од распаднати карпи. Божествениот принцип на божествената креација бива перцепирана во согледувањето, во соочувањето со еден кристал кој израснал како Шива Лингам или кој пркоси како еден облакодер во просторот. И тогаш тој е совршен, прецизно дефиниран. Кога ќе гледате еден кластер на кварцни кристали или на кристали од некој друг минерал,
тогаш сите од најмалечки до кристали со димензија од по метар или повеќе, кои има тежина од повеќе тони, кај нив го гледате истиот принцип, истиот закон, кој на атомите и на молекулите им вика: вие ќе се поврзете вака и само вака, ако сакате да бидете тоа што сакате да бидете. И сега тоа е еден многу битен момент, бидејќи кристалите потоа со тек на време, како човекот ги примал и ги прифаќал во својата култура и во своето секојдневие, тие почнуваат уште кај трибалните култури да добиваат статус на некакви посебни инструменти или алатки. Секогаш, например, обичните орадија за обработка на земјата или за лов и така оделе кај професионалците за тоа во рамките на заедниците, додека кристалите кои биле за посебни дејанија, тие оделе кај најмудрите представници на племето, кои тие ги употребуваат во одредени посебни прилики и моменти, кога, например, треба да се собере племето, па да му се помогне на некој што е болен, или да се привикаат силите на благосостојбата на Бог, за тој да им даде да заврне или да нема поплави. И така да целото племе се собирало под раководство на мудрецот, имале одредени ритуали со кои ја синхронизирале својата намера или молитва или енергија да го програмираат кристалот да делува за тоа или тоа. И така, например, има докажани, истражувани практики на шамански исцелителни сеанси и ритуали во различни делови на светот, користени на ист начин. Се собирала група на луѓе, заедницата се извршувале танцови или сите нивни техники на програмирање на кристалите и тие така да делуваат. На сличен начин и во Јужна Америка, и во Сибир, и во Канада, и во Африка, и во Индија. Значи, тоа е нешто како да тоа било јасно, можеби на некој, можеби тие информации доаѓале и преку кристалите сами. Ова програмирање на кристалите кои го имале тие, која е исто така една техника која се препорачува како да се користи кристалот. Во денешната мајсторија за употребување на кристалите, која се препорачува и во секој текст за тоа како тие да се бираат и да се користат, една од основните препораки и на нас кои ги представуваме пред публиката е тоа да секој од нас, кога ќе го одбере својот кристал, да ја прифати можноста дека тој кристал делува на таков начин на кој што е препорачан. Значи имате дали да веруваме во тоа или не, можеби е недокажливо од еден до втор случај, но јас во текот на 25-6 години кариера во ова поле на крај на краиштата си видов колку различни видови луѓе, од најобични луѓе до најголеми ексцеленции, професори и научници, сите имаат некаков сериозен приод кон тоа, било да се тие да верувале во суптилните сили на природата или не. А веќе постојат текстови од најдревните времења, да кажеме уште од фараонската култура, па ветската култура, на која се темели модерната наука, односно медицина во Индија и во тој дел од светот. Значи, тие препишуваат таков комплекс на препарати од толчени мелени кристали, кој, например, приготвен на таков и таков начин, на таква месечина, со додавање на таква тревка, кога пациентот го зима во 4 или 5 дози, решава хронични проблеми со кои што се мачел со години. Сега, ако тоа е така и ако тоа функционира, па зошто јас да не верувам во тоа? И на крај,
заради тоа, од тоа искуство или од таа литература, на крај камчето не е ни толку многу скапо, секој од нас нека си го земе, што се вика, ни леп јаде, ни вода пие, па, ако делува, делува, ако не, нема никаков контраефект. Но многу е битно ние да бидеме отворени за нивното делување и тоа што го препорачуваме е секој од нас, секој човек, својата мисловна енергија да ја насочи кон тоа да каменот делува. Физиката и хемијата рекле дека кристалот, затоа што во својата кристална структура има големо количество на слободни иони кои се не ангажирани, затоа што решетката е цврсто врзана заради силите кои делувале да таа се врзе, и се тие иони или електрони може во одредени услови да ги оддадат или да примат други. Значи како едно сунгерче кој може да прими вода или да испушти вода ако го стиснеме. Сега, нашите мисли се исто така проекција на мисловна енергија, кои можат да делуваат кај кристалот, да тој некако во својата структура ги запомни. Значи, тоа се вика програмирање на кристалот. Нашата мисловна интенција или намера, или желба да се постигне нешто, може да ти биде проектирана на кристалот. А тој со својот капацитет таа да ја засили и да ни ја врати како повратен ефект. Значи, тоа е едното. И замислете, тоа е принципот на кој што функционираат денешните најсофистицирани компјутерски инструменти. Значи, имате силициум, кој е добиен од кварцниот кристал, бидејќи овој горски кристал е создаден, неговиот градежен основен патерн е еден атом на силициум и 2 атома на кислород. Од кога човекот научил како да ги раздвои во технолошка постапка, добиен е овој, кој е чист силициум, или се вика силициум метал, кој не постои сам во природата. Од кога е добиен тој, тогаш е најдено дека тој е извонредно добар за употреба во електронската индустрија и сега со мали електрични влијанија на матичната плоча практично се прават проекции на електрони во одредени зони на површината или во внатрешноста на силициумовата површина. Тие тука остануваат како некаков запис на онаа бившата магнетна лента или како баркод. И сега читачот, скенерот, гледа тука има електрони, тука нема, тука има, тука нема, и тој бинарен систем практично 0-1-1-0 разречено посветло потемно, на тој принцип практично 1 квадратно милиметарче од овој чист силициум е доволно да задржи илјадници податоци, состојби како запис, и тоа е практично сршта, суштината на чипот, од кој потоа е направен процесорот, од кој потоа се направени компјутерите, па антените, па нашите телефончиња. Значи, без шаманскиот горски кристал, ни едно телефонче, ни антена, ни оваа камера, ни овој екран на кој што ја гледате оваа емисија нема да може да функционира. Не секоја земја има свој национален скапоцен камен. Кинескиот жад, австралијски опал, чешки гранат, смарагди од Колумбија, балтички килибар и така натаму и така натаму низ историјата. Македонија е своевидно чудо во минералошка и геолошка форма. Редок пример на распореденост на минералните богатства по целата територија на Македонија. Значи, Западна Македонија има еден од најголемите европски наоѓалишта на гипс, косоврасти, девар, па олово-цинковите руди, злетово, саса, тораница, па бакарот во Бучи, па гранитите, па мермерите во Прилепско, во Пелагонија. А еве го сега и македонскиот рубин. Значи, најинтересното за нас, што практично и мене ми ја маркира кариерата како прв со таа идеја, а понатаму и целата наша екипа и сите наши соработници, да ние конечно го доведеме на ред, го донесеме на ред македонскиот рубин.
Значи нешто што во нашата историја не дошло на ред. Немало потреба или се немало чувство или се немало увид во битноста и важноста да се создаде уште еден таков представителен елемент на Македонија. Многу пати не прашуваа дали е брендиран македонскиот рубин и ние тоа го имавме како првична замисла од кога дознавме дека Македонија ги има рубините и во светот на геолошките професионалци била прилично позната и прилично атрактивна. Потоа свативме дека практично брендирањето на македонскиот рубин не е одлука само која дали да го брендираме или не, туку и тоа е еден долготраен процес кој беше покренат од нас, од нашата иницијатива како единствена, да кажеме, експозитура геолошка, минералошка, еснавска на улицата на дофат на раката на публиката и практично придобивките од универзитетската фела и од институтите за геологија ние ги аплициравме, ги пренесувавме и ги комунициравме со публиката. Започна една долга голгота и претрага за тоа како се обработува, како се бруси едно скапоцено камче. Јас во претходните 9 години додека бев во Италија, меѓу другото имав задолжување и да купувам одредени минерали за предпријатието, за фирмата за која што работев, за колекцијата на господин Ровис и приметував една работа, што беше многу битна како стратешка определба. Првите години, така да кажеме, првата половина на 90-тите години, од Африка доаѓаа во Европа грудки на скапоцените камења, од Бразил грудки со по некои парченца полуобработени во некоја делумно обработени. Како одеа годините, бидејќи ние купувавме од нив, како одеа во годините, од Јужна Америка доаѓа се повеќе и повеќе обработени камења, а помалку грудки, а веќе кога го почнавме бизнисот тука во Македонија, веќе и од Африка почнаа да доаѓаат полуобработени камења. Сега, кога го имате каменот изваден од земја, има една цена. Кога ќе го исчистите од нечистотиите, да кажеме кариесот површински, има малку повисока цена, а кога го обработите во овална форма на така наречен кабошон, има уште поголема цена, ако тој вреди да се бруси со така наречениот процес на фасетирање, тоа се оние фасетки, површинчиња што ги има диамантот и скапоцените камења, значи тоа се вика фасетирање, тогаш што има највисока цена. И така, малку по малку, една по една машина се докомплетиравме во еден период од околу 4 години, така да 2006 година на базарот на Занечи настапивме со првиот обработен македонски рубин и вграден во сребро, еден прстен за една господја Тамико, која беше сопруга на еден јапонски дипломат и добивме награда како најдобар производ на базарот. И замислите, тоа беше 2006 година, за прв пат јавно, официјално беше публикуван првиот македонски рубин, обработен финално и вграден во благороден метал. Првиот дипломатски подарок, да кажам, на највисоко ниво, беше при посетата на семејството, кралското семејство од Пакистан, од народот Хунзи, кои 2008 година ја посетија Македонија. Ние направивме еден многу убав привезок на македонски рубин во филигран, еден централен со 8 амазонити околу и го дадоа последната вечер за време на вечерата и утредента са бајле кога одела принцезата Рани на аеродромот, го носила тој приврзок. Папата Бенедикт XVI го доби 2009 година за време на аудиенцијата на екипа од Сдруженијето Мајка Тереза
Тој беше еден монолитен рубин од 7,6 карати, кој го избрусив јас и тоа ми беше првиот македонски рубин обработен во форма на крст со фасети, а беше вграден во 18-каратно злато од големиот мајстор Владо Гава од старата Скопчка чаршија. 2015 година во пригода на аудиенцијата на председателот Ѓорѓе Иванов, тој му подари филигрански крст на папата Франциск. Македонскиот рубин е подарен и на императорот на Јапонија во прилика на отварањето на амбасадата на Македонија во Јапонија. А истата таа пеперутка, која ја нарековме дипломатската пеперутка, минатата година е подарена и при предавањето на акредитивите на нашата нова амбасадорка во Велика Британија, на кралицата Елизабета, кралицата на Британија. Филмскиот фонд редовно, кога имаше специјален гостин дама, како например Дерил Хана, Изабел Ипер, Жулиет Бинош, Кетрин Денев, сите тие добија македонски рубин. Нашата дипломатија тука има една предност, бидејќи подарува камен, скапоцен камен со географско потекло, рачно вграден во благороден метал и уште рубин. Значи, тоа е 5 елементи кои се изузетно ексклузивни, а бидејќи тој е на самиот старт од неговата историска промоција, така да тој се уште не е многу скап и се уште можеме да се надеваме дека тој ќе си го најде точното место во нашето секојдневие, дека тој ќе биде исто така дефиниран и од страна на институциите на државата на кој тоа име работа. Слободно нивните одлуки од сега па натаму мораат да бидат резултат на нашите искуства, бидејќи тоа е нешто кое мора да представува еден од ретките примери каде што ние македонците нешто сме го сработиле од почеток до крај на најдобар начин.